Премиерот Никола Груевски во друштво на хрватската фудбалска легенда Давор Шукер ја посети Академијата за спортисти во првата спортска гимназија. Во средното физкултурно училиште Методија Митевски Брицо, премиерот на Република Македонија и председателот на Хрватскиот фудбалски сојуз се дружеа со членовите на првата спортска академија. Покрај нив присутни беа министерот за образование и наука Панче Кралев, председателот на ФФМ Илчо Ѓоргиевски, директорот на Агенцијата за млади и спорт Лазар Поповски, како и бројни други спортски работници. Направивме на работна посета на оно што популарно го нарекуваме спортска академија, пилот проект на владата на Република Македонија, кој што го реализираат Министерството за образование и Агенцијата за млади и спорт, а се однесува на насочени паралелки во повеќе спортови, односно поконкретно во фудбал, кошарка, две паралелки во ракомет и тенис. Целта на овој проект е да се формира македонски спортист во спортска смисла на збора, значи доколку како сме можели да имаме еден Пандев, зошто немаме уште 10 такви, ако сме имали еден напаѓач како Панчев, зошто немаме уште 10 такви напаѓачи како Панчев, се формира една спортска школа, но од друга страна се формираат индивидуи спортисти кои што по начинот на кој што ќе бидат воспитани, ќе знаат како се бранат боите на Република Македонија и како треба да се настапува за националните селекции. Инаку оваа спортска академија брои 111 членови, поделени во гимназиски паралелки во фудбал, кошарка, две во ракомет и во тенис. Овој проект почна да функционира од септември, а селекцијата е направена во месец март. Редовно овие млади спортисти ќе се дружат со големите македонски спортски звезди, а минатата недела се дружија со Пепи Манасков. Исто така важно е да имаат контакт, обука и семинари со познати спортисти од странство, барем 5 или 6 пати во годината. АМС заедно со Министерството за образование и наука и се разбира федерациите ќе се обидат одредени спортски имиња и странски тренери да ги донесат во Македонија. Инаку овие деца по завршувањето на 4-годишното образование, доколку полагаат државна матура, ќе може да се запишат на сите факултети, а доколку не полагаат, тогаш образованието ќе може да го продолжат на поголемиот дел од македонските факултети.